Владата на Северна Македонија усвои 6 антиковид пакет мерки за поддршка на најранливите индустријски гранки. Исто така интервентен инвестицијски план како буст, како јакнење на постковид економијата. Кои се очекувањата што вие ги имате како влада среднорочно и краткорочно за економското опоравување? Имате збор. Благодарам, господине Влахос. Почитувани говорници, учесници, министер за финансии, мислам дека ова е единствена можност да се зборува за изминатата година и за иднината. Навистина представува ова прашање е предизвик всушност, бидејќи за да одговориме кои се очекувањата од наша страна како влада, мислам дека треба прво да продискутираме како се справивме со пандемијата. На почетокот на ковид пандемијата имавме неколку опции, или да видиме што прават поголемите економии во светот и да го искористиме тоа нивно искуство и на тој начин да се соочиме со пандемијата, или да видиме што всушност какви се реалните потреби на нашата економија и да ја следиме економијата во нашата земја. Ние во тоа време се сеќавам дека заедно бевме со министерот за финансии и советниците на премиерот и одлучивме во тоа време да си ја следиме нашата логика. Логиката беше да си ја следиме нашата економска структура, нашата економија и истовремено кога се подготвува секој од тие мерки, внимававме да одговориме на непосредните потреби како резултат од пандемијата, но од друга страна исто така размислувавме за опоравувањето на економијата. На крајот од краиштата показателите што ги имаме, што покажуваат доста позитивен резултат, се соочивме со кризата со 11% од БДП, 1,1 речиси милиарди евра јавни средства, да одговориме на проблемите што се појавија како резултат од пандемијата. На крајот од годината свативме дека сме во онаа група земји што имаат најмал пад на растот на БДП, некои 4,5% на крајот од годината, што според нас и нашите анализи без мерките ќе беше таа бројка 8,7%, што е доста позитивно постигнување. Кога дискутиравме со меѓународните финансиски институции и нашите партнери, сите во светот предлага дека секоја економија треба да ги засили приватните јавни инвестиции. Ние дојдовме до тој интервентен план за инвестиции, што беше наменет за период од 7 години. Ист период како што Европската комисија помага на третите земји 2021-2027 и всушност планираме да инвестираме 8,2 милиарди, од кои средства 50% се приватни инвестиции за јакнење, секако заедно со сите јавни инвестиции во клучни области, јавни инвестиции фокусирани на 3 клучни области, што ќе се зборува за конкурентност не само на локалната економија, туку и на регионалната. Приватните инвестиции ќе бидат на производство, малопродажба, туристичкиот сектор, исто така и производството на храна како сектори. Да не го заборавиме секторот енергетика како еден од клучните сектори за засилување на растот на БДП.
Од другата страна, јавните инвестиции ќе се фокусираат на справување со инфраструктурните проблеми, железнича патишта, јавното здравје, доаѓа тука и локална инфраструктура. Сето тоа заедно кажува дека со цел да се зајакнат инвестициите во постпандемискиот период ќе треба да се размислува на неколку работи. Прво е да за тоа како во овој момент ќе се подобри локалната конкурентност, бидејќи локалната конкурентност ќе значи помагање и на регионалната конкурентност и затоа тука презедовме неколку мерки за кои ќе зборувам подоцна во 3 минути што ми остануваат. Кои мерки се преземени за да се направи македонската економија поотпорна и како ќе се справите со притисокот за намалување на јавниот долг, за овозможување на ликвидноста? Ви благодарам за прашањето. Всушност се работи за доста широко опсежно прашање. Ќе се обидам да го поврзам со мојот прв одговор на првото прашање. Најпрвин, сите економски мерки кои што ги презема владата во изминатиот период на ковид кризата, како што споменав, беа поврзани со закрепнувањето. Знаејќи колку е фрагилна македонската економија, меѓутоа мора да признаеме дека има некои генерални предизвици. Првиот беше синџирот на добавување или вредносниот синџир за виталните, суштинските индустрии кој што беше ставен во ризик. Обичаено има две нешта. Или ќе подготвите локалната економија да биде поконкурентна, или ќе се подготви регионалната економија да биде поконкурентна. Ние како влада всушност договоривме дека ќе ги направиме двете нешта, дека ќе се обидеме да ги поддржиме локалната економија да биде подготвена, да биде поконкурентна со цел да го прифати предизвикот на регионалната подготвеност, односно конкурентност. Единствениот начин да се излезе од COVID-19 и да се добие брзо закрепнување е со преку регионалниот пазар, кој ќе стане дел од вредносниот синџир на поголемите економии, така што во рамки на земјите се обидуваме да бидеме консистентни во различните области. Изготвивме минатата година среднорочен план за управување со јавниот долг, изготвивме среднорочен план за забрзан раст и заедно со тоа подготвивме интервентен план за инвестиции. Сето ова заедно адресира прашањето со јавниот долг кој што вие го споменавте. И се навраќаме на нивоата од пред кризата, меѓутоа истовремено овозможува на нашата економија да добие шанса да биде таму кај што треба да биде, тоа е да произведе значителен раст кој што е потребен за нешто што го спомена и другите говорници, за да се секако за да се зголеми квалитетот на живот на нашите граѓани.